Се срамам што живеам во ваква држава, кога воспитно-образовниот процес е доведен во прашање поради партиска припадност, изјави денес штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Жалосно е што 2 години молевме буквално за најмладите генерации да го имаат основното право за воспитно-згрижувачки процес. Навистина се срамам што живеам во ваква држава во која што се молиме за да функционираме согласно закон. Ваквиот револт на Јорданов доаѓа поради фактот што поради субјективни причини децата во штипските градинки немаа можност за соодветно згрижување и голем број од децата се враќаат. 2 години сите испразнети места по основ на пензионирање не се потполнуваат затоа што немавме комуникација со Министерството за труд и социјална политика, односно барањата за согласности не беа одобрени од страна на Министерството. Повеќе од 60 места кои што се испразнети по основ на пензионирање беа побарани од наша страна кон Министерството за труд и социјална политика во изминатите 2 години за да бидат потполнети, за да може да не биде доведен во прашање воспитно-згрижувачкиот процес. Техничкиот министер Ѓоко Вилковски, кој денес беше во посета на Штип, потврди дека соработката помеѓу општината и Министерството за труд и социјала не била на потребното ниво. За жал мора да констатирам дека Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период не ги планирале зборам доволно ресурсите кои што треба зборам да ги заменат овие лица кои што заминале по пат на пензионирање или по пат на нивно заменување, не давале согласности, односно не ги пополнувале местата и истите останале празни. Да денес каже градоначалникот дека дечињата за жал дури се враќаат и дома зборам не идат во образовните групи и не се вклучени во истите. Сепак Вилковски вети брз одговор на оваа досега, како што беше речено, недопустлива состојба. Имаме некој модел на решение каде што ќе се откочи целата оваа работа и да можат овие луѓе кои што поднале да се стекнат со лиценци, меѓутоа оставете ни простор да уште некој ден да обзнаниме зборам за поднос на решението на овој проблем. Освен Штип, вакви проблеми има во целата држава и тој се сведува на 900 воспитувачи и директори кои чекаат на нови или обновување на старите лиценци од причина што нема избрано лиценцирана фирма за издавање на лиценци.